Штип е градот на музиката. Секоја година од страна на Државното музичко училиште Сергеј Михајлов се одржуваше незаборуван новогодишен концерт. Композиции кои беа одлично примени од страна на публиката, задоволување на сите вкусеви со одлична речија. Но за жал, поради пандемијата со COVID-19, оваа година нема да се одржи новогодишниот концерт. Директор на Државното музичко училиште Сергеј Михајлов, Горан Кавраков, најавува нова програма според протоколот за заштита од COVID-19. Така, за жал, оваа година и покрај тоа што не е јубилејна 10-та година од новогодишниот концерт, од оправдани причини кои сите ги знаат, нема да се одржи. Имавме некои понуди, можевме на некој начин да го одржиме, меѓутоа мислиме дека самата публика нема да биде присутна од стравот кој постои во народот. Најдовме еден вид на утешна замена за овој новогодишен концерт. Веќе сме во преговори со Скопје, со опера и балет, со директорот на Националната опера и балет, магистар Васко Ристов. Закажан е концерт на 29 декември. На 29 декември во Скопје ќе се одржи концерт од солисти на најдобро наградени ученици од меѓународниот надпревар, кој однеодамна се одржи во Штип. Која е програмата и како ќе се одвива концертот, кој се предвидува да биде во замена за новогодишниот концерт, изјавува директорот Кавраков. Планираме со колегите сето тоа да биде онлайн, пренесено на социјалните мрежи. Имаме потреба од опрема, која ние како училиште не ја поседуваме. Моментално ги тераме тие работи, ја бараме потребната опрема за лайв стриминг. Ќе настапат околу 13 до 15 ученика, значи ќе повторувам, оние со специјални награди, со најмногу бодови кои имат освоено. Ние би сакале сите тоа да излезат да настават, меѓутоа толку ни возможува и самата Национална опера и балет, поддржани од Пијано центарот, исто, кои се наши спонзори, кои ќе ни го обезбедат просторот во Скопје, нивните пијанина, клавири, така да може слободно да кажем дека сме задоволни и со ова што ќе се случи наредната недела. Во услови на пандемија и онлайн настава, Кавраков вели дека за окружувањето за 2020 година со сите соработки и настани се задоволни, бидејќи сите предвидени настани беа спроведени според протоколот за заштита од COVID-19. Новогодишниот концерт нема да се одржи, но ќе биде запаметен, а на пролет еве што следува. Жал ни е што ќе го немаме новогодишниот концерт, кој е еден дел од нашиот град, на кој луѓето се радуваат, нашите сограѓани, меѓутоа еве ќе најавам дека на пролет здравје ќе има еден поголем концерт и тоа на отворено, со што ќе ги покриеме овие дупки во нашата програма.